Денеска е 6 јуни 2007, би требало да се гледа на снимката. И денеска конечно дојде ден да направам експериментално обид за реализирање на видеоколумна. Имено веќе подолго време се обидувам да ја реализирам оваа идеја. Надвор инаку грми, такво ни е времето и климата подолго време во Скопје. Инаку оваа идеја подолго време сакам да ја реализирам и сакам да направам една видеоколумна која што исклучиво ќе биде емитирана на интернет. Зашто е тоа така? Од проста причина што сметам дека интернетот е медиум на иднината и сите мои постапки и активности на интернет во последниве активно година дена, но и претходно во животот антиципира дека развојот на овој медиум во блиска иднина ќе доживее огромна експлозија и дека, како што пишува некои вестници, но само вообличувајќи ја мојата мисла и идеи, всушност ќе дојде време многу скоро кога нема да имаме потреба од ниеден друг медиум или ќе биде многу намалена таа нивна потреба, затоа што бумот на интернетот ќе биде незадржлив. Многу е битно кога се зборува за видеоколумна, која што најверојатно ќе биде дистрибуирана на повеќе видеоканали, но во почетокот ексклузивно на YouTube, на мојот канал, што станува збор за двонасочна релација. Значи, за разлика од класичните медиуми, какви што се телевизија, радио и печатените медиуми, информирањето, односно комуникацијата е во една насока. Ние сме тие што сме реципиенти и со нашата рецепција завршува комплетно нашата активност. Но напротив, модерното општество, 21 век, глобализацијата ни го донесе интернетот и неговиот феномен, кој што сам по себе со овој развој што го имаме, отвори една сосема нова страница во комуникацијата помеѓу луѓето. Фактички, сега имаме двонасочна релација и немаме временско ограничување. Значи, доколку сакаме да одредена емисија да ја погледаме и сакаме да имаме увид што таа ќе понуди или одредена било каква програма, ние мораме да го запазиме временскиот термин во кој што таа се емитува и би морале да бидеме присутни во тоа време кога таа се емитува. За разлика од тоа, интернетот, односно видеоканалите и посебно феноменот на YouTube, на нас ни дозволува 24 часовна активност. Значи, секој реципиент може кога сака да пристапи, колку сака да биде присутен, комплетно да го контролира времето на гледањето, да го контролира материјалот што го гледа и може да го коментира. Значи, имаме онаа релација втора која што до сега недостасуваше. Бидејќи пледирам, односно настапувам за публика која што има свое мислење, која што има повисок интелектуален потенцијал и публика која што е авангардна, затоа што во почетокот нема потреба да објаснувам колка е мала бројката на сите оние што го користат интернетот во Македонија. Значи, станува збор за мала публика, но без разлика на се, не станува од моја страна, нема потреба од масовност. Едноставно сакам овој експеримент да го започнам, да го заживеам, да промовирам видеоколумна, да промовирам свој личен, општествен и политички став. Ова ќе го направам од просто убедување, затоа што мислам дека заангажирани интелектуалци или луѓе кои што свесно сакаат да влијаат на својата околина и својата живеечка, се должни да се борат за одредени вредности, па макар и во моменти кога не изгледа погодна околината или можноста за таа борба да добие некој свој позитивен исход. Јас одамна ја замислувам оваа колумна и минатата недела кога на CNN го видов
ја видов информацијата дека една јужноамериканска телевизија ќе ги префрли своите активности и вести на YouTube, дојде за мене потврда дека не сум единствен што така размислува, но потврда сепак дојде надвор од Македонија, бидејќи кај нас во Македонија процесите се спори и се уште во оваа насока се пионерско и експериментирачко. Но ако такво нешто како активност сака да го направи една цела телевизија која што би преминала комплетно да емитува и да зрачи на YouTube, мислам дека тоа е една насока која што во иднина многу ќе значи. Мојот канал на YouTube го отворив пред 3 месеци. До денеска имам 25.000 пати погледнати се моите клипови. Што ми дава за право да кажам дека публиката прво и не е толку малецка, но и да ми дава за право да кажам дека тоа е еден тренд, следејќи ги бројките во последните 3 месеци на YouTube за македонски услови, бидејќи моите содржини се исклучиво ограничени за македонски потреби, не се интернационални. Моите анализи покажуваат дека бројката секојдневно расне и дека веројатно прогресијата од аритметичка во блиска иднина може да прерасне и во геометриска. Посебно затоа што знаеме дека во последно време се прават најави дека општеството комплетно ќе се компјутеризира, односно ќе се воведат многу компјутери по школите. Тој процес се буквално зафати свој корења, се развива, развојен е и очекувам дека во иднина ќе има многу повеќе компјутери, многу повеќе аксес до интернет, пристап до интернет и многу поголемо користење на предностите што тој ги носи. Во тој случај мислам дека ова моја видеоколумна ќе добие некоја своја публика, подржувачи, ќе добие публика која што сигурно ќе ги негира тие напори, но апсолутно сум подготвен. Подготвен сум на двонасочна комуникација. Сакам во овој период од неколку месеци додека ова стане моја редовна практика да видам какви ќе бидат првичните реакции и што ќе биде забелешка од тие што ќе настапат од другата страна, односно конзументите, гледачите. Јас ќе коментирам за се што мислам дека во општеството заслужува коментар. Не пледирам на политички коментари, ќе коментирам прашања од животот, прашања од политиката, прашања од образованието, ќе си коментирам за библиотеката, бидејќи таа е мојот професионален ангажман, но и една од моите најголеми љубови професионални во животот. Нормално ќе коментирам и политички, кога ќе мислам дека за тоа ќе има потреба. И многу сум радосен што денеска колумната која ќе биде објавена, таа ќе биде достапна и во сите наредни денови. Така што покрај датумот, таа ќе биде, може да се пристапи и други денови и ќе може да добива фидбек дури и отпосле. Еве тоа би било за првата експериментална колумна, па да започнем.